Одделенскиот наставник во Основното општинско училиште Никола Карев, Марија Богатиновска, е една од авторите на книгата Вежбанка по македонски јазик за второ одделение, која деновиве само што излезе од печат. Богатиновска е позната на провиштипската јавност по нејзината трудолюбивост, иновативност и креативност во работењето со учениците, за што говорат и многобројните награди, признанија и дипломи во процесот на нејзината работа. Но преку вежбанката по македонски јазик за второ одделение, за прв пат се впушта во пишувањето како важен процес во психолошкиот развој на децата, низ игровни активности полесно да ги постигнат очекуваните резултати поставени во програмата за изучување. Во оваа прилика за своето првенче Богатиновска изјави: Прекрасно е чувството. Ова е моето првенче, така ќе го наречам. Овие денови, од страна на издавачката куќа Арсламина, излезе од печат нашата вежбанка за второ одделение по предметот македонски јазик. Зборувам во множина, затоа што јас не сум единствен автор. Мојата коавторка е Марина Станиславова од Неготино. Можеби ќе биде малку интересна спојката Пробиштип и Неготино од различни градови. Сме успеале да склопиме една така квалитетна вежбанка, меѓутоа кога луѓето имаат слични размислувања и на крајот на светот да ќе се пронајдат. Оваа вежбанка произлезе идејата за неа од новата концепција. Знаете дека имаме нови програми кои што всушност бараат еден поинаков пристап во работата на наставниците и на учениците. Акцентот се става на работата на учениците, повеќе критички да размислуваат, да не им се сервираат и пласираат готови знаења, туку сами да доаѓаат до заклучоци и решенија, па така во оваа вежбанка имаме ставено и такви вежби кои што го поттикнуваат размислувањето кај децата уште од најмала возраст. Исто така, бидејќи оваа вежбанка е наменета за првиот развоен период од образованието на децата, кога трае и процесот на нивното описменување, всушност имаме и дел кој што се надевам дека многу ќе им помогне на децата да го подобрат и својот ракопис, нешто што личи на краснопис, а имаме и вежби кои што го поттикнуваат активното мислење, активното слушање и читањето со разбирање, кој што заклучивме во последниот период дека малку така е затаено кај учениците. Читаат механички, но не и со разбирање. Така што во оваа вежбанка имаме такви прашања кои што се многу слични на прашањата што ги добиваат учениците на државните и на меѓународните тестирања, односно колку тие читаат со разбирање и дали ја разбрале суштината на еден текст. Исто така има и граматички вежби, вежби за опишување, за прераскажување, односно се што се бара од новата концепција. Сите содржини поими и стандарди од новата концепција ги има во нашата вежбанка.